Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на Телевизија 24. Се надевам дека добро го поминавте денот или барем попладнето од нашата претходна средба во емисијата во ТЕК. Кога станува збор пак за партиите, уште она што е во ТЕК, што е почнато, што не е завршено и понатаму треба да се реализира, да се консолидира. А тие пак станува збор за локалните избори, значи уште чекаме да видиме што како ќе биде, впрочем и предизборна кампања за вториот круг и реализација на вториот круг, па потоа комплетирање воопшто на сите изборни резултати и добивање на онаа целосна слика. Уште тоа не е завршено, а партиите веќе повторно калкулираат, но сега не само поединечно, сите некако заедно калкулираат со тоа колку од освоените гласови од оваа локална трка преведено во пратенички мандати секој би имал. И од тука повторно се подгреваат оние шпекулации за можните предвремени парламентарни избори, кои всушност некако како идеја ги загатна ДУИ токму од минатогодишните парламентарни избори, тоест откако тие завршија, а со обвинување дека вреди не се легитимни представници на албанците во владата. Сега пак дополнително пресметуваат и дека односно се повикуваат и на фактот што власта нема бадинтер. Али Ахмети инаку го нема четврти ден од завршувањето на првиот круг, иако, што би се рекло, се чини како и досега, ништо не недостасува, но чисто само така констатирам. Мислам, потврдува дека кој е или кој не е, земјата и понатаму се врти. Како и да е, тој ќе се појави, но во меѓувреме пред него пак се појави подпредседателот на ДУИ и токму го иницираше ова. Пресметале дека во освоени гласови предвремените избори би им донеле најмалку 20 пратеници, плюс оној факт ви велам дека власта нема бадентер. Подпредседателот на ДУИ Арбар Адеми вели дека не бараат предвремени избори заради ДУИ или НАИ, Националната алијанса за интеграција, за тие да можат да бидат на власт по секоја цена. Тоа е суштината и на темата всушност. Ќе ви објаснам зошто. Имено Адеми вели, ако победниците се оние кои моментално се на власт, тогаш нека владеат, но не така што ќе станат алатки на ВМРО ДПМНЕ. И всушност, но ајде добро да ги слушнеме и другите. Прво па ќе дојдеме до поентата. Имено пак и ВМРО ДПМНЕ прави среде овие, сите прават среде локалниве избори, партиски математики и веќе очигледно гледаат во некоја блиска иднина за парламентарни избори. ВМРО ДПМНЕ очекува 60 пратеници, ако утре би се одржале парламентарните избори, СДСМ пак при тоа и секој прави калкулација и за другиот. Пак, според СДСМ, ВМРО би имале 52 пратеници, а тие би имале 21. И сите се подготвени секако, така да ги прават сите тие анализи, заедно, велам, со таа првична идеја која ДУИ ја започна уште по минатогодишните парламентарни избори и сега само ја засилува, односно не се откажува од ова идеја, имајќи предвид пак охрабрена од 20.000 гласови повеќе споредено со коалицијата вреди. И тие велат односот е 20:15 во бројот на пратеници во корист на Националната алијанса за интеграција, па затоа бараме предвремени избори. Зошто се бараат предвремени избори, односно прашањето е теа поентата кој ги бара предвремените избори, односно кому најмногу му одговараат предвремените парламентарни избори. Но тоа би било пак погрешно поставено, а очигледно всушност сите тие погрешно го поставуваат. Затоа што не треба никому од нив да им одговараат парламентарни избори, туку треба да му одговараат на народот, односно на граѓаните. А дали нам, на граѓаните, ни одговараат предвремени парламентарни избори? Тоа е она, но се гледа дека воопшто граѓаните не се во никаков, па камоли во прв ред. Односно,
факт е дека на една држава, на едно општество избори не и требаат кога владата е стабилна. Но кај нас треба дополнително уште да се земат предвид некои моменти, односно ако требаат, она што треба да го прават, треба да работат, треба да испорачуваат резултати, а не само да се сведе сето ова, а овие калкулации мене барем така ми изгледаат, дека се сведува само на тоа кој да дојде на власт. Односно, одговорот на темата, ако би дискутирале за партиите, затоа и не е воопшто поентата да дискутираме за тоа кој колку би имал, туку што би имале ние, затоа што независно тоа кој колку би имал, ако така ги анализираме работите, се сведува на тоа што би донеле изборите. Нам не би ни донеле ништо, а изборите би донеле, значи ништо не би ни донеле нам, освен власт, иста или друга власт, која ништо не би правела. Затоа што поентата, суштината на предвремените парламентарни избори е ако нема некакви ефекти, односно ако владата не е стабилна. Со други зборови, значи, генерално и во другите демократски земји е тој принцип прифатен, меѓутоа дополнително кај нас, еве и сега со притисоците, вклучително и со ова што го прави председателот Радев, барање подршка од ЕУ, но и пораката од европратеникот известувачот за Македонија Томас Вајц, токму дека всушност без законските измени, без уставните измени не може да се деблокира ЕУ патот. Што значи тоа? Дека има многу работи, не само по однос на евроинтеграциите, многу работи по однос на сето она што ја чека државата. И нас, впрочем, во многу сфери. Значи, треба да се отворат и преговори, и економски да се работи, и да се... На крајот од краиштата, еве гледате, ни комунално предпријатие, ни ништо функционира. Треба да помине првиот круг на локални избори, требаше за сега интервентно, итно, владата реагира, инспекции доаѓаат, обвинителство се активира. Што значи дека ништо не функционира или функционира само за нивни интереси и во тие политичко-пропагандни нивни цели. Значи, ако би се одело на предвремени избори, факт е дека всушност се губи само време. Односно дека и преговорите ќе застанат, тие се во предност тогаш, и ЕУ, и Бугарија, и така натаму, за потоа кога ние ќе се освестиме да ни сервираат нешто друго, но и се друго ќе застане. Повторно, значи, само што ќе завршат овие избори, треба да се распушти влада, да се распишуваат нови избори за напролет, да поминат 100 дена по изборите, ништо нема од тоа, па потоа чекајте, рано затекнавме хаос, оние кои ќе дојдат или истите кои се, треба да се вратиме, па нова година и пол, не барајте сега ништо од нив, само што дојдоа и така натаму. Значи, кој би добил, односно што би донеле изборите за граѓаните, ништо, освен што би им донеле само на власта или би донеле нова власт. И во таа смисла прашањето е во ред, јас би кажал, дали треба, значи да се обидеме да се дистанцираме од тоа кој би дошол. Ако навистина човек гледа што е добро за народот и за државата, сосема сеедно би му било кој би дошол и воопшто не би се борел партиски да дојде некој, туку оној што би ги сменил работите на подобро, односно единствена причина за изборите би била ако владата не ги спроведува реформите, односно не го испорачува она што треба. Таа е комплетно и извршна и законодавна власт. Испорачувате или не испорачувате? Ние бараме како народ, а не тие колку пратеници би имале. Па заради тоа да се оди. А по однос на испорачувањето би рекол дека ништо не се испорачува, а камоли реформи. Односно, како аргумент, ништо не се појавува како аргумент за распишување на парламентарните избори. Тие не излегуваат со тоа предвремени парламентарни избори, бараме затоа што ние ќе го направиме ова вака. Затоа што ние ќе направиме Македонија подобра. Затоа што ние ќе ги откочиме преговорите, затоа што ние ќе го вратиме името или ќе ги заштитиме националните интереси. Туку на партиска математика.
Ние пресметуваме, ќе имаме толку гласови, значи предвремени избори. Па секој си пресметува за себе или треба да биде за народот и за она што треба да го испорача. Тоа е, со други зборови, идејата за денешната тема, колку се мисли за народот, за државата, за реформите, за навистина некои проекти, а колку се мисли сеедно, дали е тоа во финансиска смисла кој ќе добие или партиски глас. Ние ќе добиеме повеќе гласови, затоа треба предвремени избори. 60-91-924-925 се телефонските броеви. Повелете да почнеме со првиот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Се слушаме. Да, одлично, повелете. Овие болуваат сега што излева од власта и како да се вратат назад. Кога беа во власта не им требаше БДТ, не го спомнува ништо. Излева од власта, сега БДТ им треба. Ја би препорачал да си овикнат Бранчета, Бранко, тие 120.000 што ги донесе, и Бранче да си ги земи како чета и нека ги носи тамо од кај што дојдо, па не БДТ, кого сакат нека го бара тамо. Овде, кога беа качени на коњ, пустош праја, не знаја кај одат. Па шо мислат тие сега? Ако дојдат на предвремени избори, помалце уште ќе на пола ќе добијат пратеници. Така држава се води со рабилук. Овој непријателов како да се уништи? Еве непријател е за сите. Кој е тој? Парите. Парите се најголем непријател. Да се заменат тие пари со камења. Рамилук невиден. Тие трчаат за грабање за рамилук. Не размислуваат за работа. Бадинтер. По која држава бадинтер се применува? Кај нас. Ем ги донесваме гости тука, си оканил на гости, ти влага по спални и по дневни, во кујна не то остава да седиш. Кај го има то? Кај нас? Затоа што дозволија се да одморува. Неспособни беа. За да излезат нашите неспособни, македонци за ќе и подлечам, се и се што прибира, за да добијат горе да направат пратеници. Да можат тие па да крадат. Како едните, така другите. Парите се за никаде. Кога ќе те згазат парите, не гледаш. И слеп да си со пари ќе прогледаш. Тука е проблемот. Зато треба овој народ малце да си ги отвори очите и да не карва многу на гласање кој ќе се излети да се направи стварно луѓе поштени, честни, домаќини. Тие Благодарам ве, поздравувам. При тоа пак никој од нив, од тие политички партии представници, не коментира намалување на излезноста. Не само оваа посебно што е под 50%. Туку во континуитет од локалните избори 2013-та, од 67% излезност, па потоа 17-та 60, 21-та, значи предходните некаде 55, ако не се лажам, но како и да е над 50, за овие да се веќе под 50. И тоа никој не го коментира дека во континуитет и наназад ако се погледне, и тоа драстично паѓа, а на овие, еве за локалните кога станува збор, во ред има разлика, се коментира парламентарни и така натаму, но добро, еве ги коментираме излезноста на локалните под 50%. Никој не го коментира тоа во смисла токму на она што еве го загатнуваме тука, го разменуваме како мислење околу легитимитетот. За разлика да еве овие други модели Бадентери и така натаму, тоа се применува до секој глас. Не може, нема мнозинство. А како е тука мнозинство, па тоа е законски. Па законски затоа што кој го прави законот? Тоа е тоа. Во ред, јас си кажав и во денешната емисија во тек. Законски е, легално е, легалистички е сето тоа, но не може да се става тогаш етикетата демократски. Ако поголемиот број воопшто не бил ниту мотивиран да излезе. Тоа е едноставно исклучиво на душа на товар на партиите. Не може така, не сте пошле некаде на концерт или каде и да се јавите тука и сега не е тоа доводителот. Апсолутно не е, што не е интересен и, мислам, темата или што и да е. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете. Да. И секога му одговара на тоа што не е на власт, што губи. Но тоа е најнормално. Меѓутоа, кога излез на власт, значи, они ноsto бараат овако избори, реко беше Груевски, они ноsto бараат Груевски, овој ноsto бараат избори. Така да, еден нивни
член кога дојдоа на власт, вика ние 10 години чекавме да дојдеме да се вработиме. Па ја не знам тие 10 години од што живееле, не вработени, како живееле, како функционирале, или они кои ќе дојдат на власт се нафатираат за некои наредни 10 години. Па сега ова им одговара затоа што треба да се стават бугарите во уставот. Прочита се, не мора точна бројка, околу 200 и нешто 70 колку милиони евра се има земено заев од бугарите да испорача све што треба да направи. Сега уште не е испорачано, изгубија на избори, сега мора да барат тоа да го направат што треба да го направат. Европска унија притиска, нормално на Европска унија и одговара. Зашто ја одговара, како ја одговара, они се знаат, нас не ни одговара, меѓутоа ете нејзе планот нивни што го имат и што треба да го направи и Европска унија, и сега морам да кажам дека тие го почнава од СДС, сега дали ќе продолжат овие или нема, не можам да кажам додека не видиме резултат што ќе се случи. Така да затоа мора се бара нешто вие кога сте добиле и сте подпишале, а не се го направиле, онда нормално дека треба тоа да го направите. Сега мора да се бара како на друг начин ќе се направи, ако нема избори да дојдат на власт, за да можат тоа да го испорачат што го подпишале и предпоставувам што го обеќале. Така да затоа тие превремени избори се барат. Па сите знаеме, никој не се за народот, да бидеме реални, никој ништо не ветува, мислам ветува сега под наводници, ветува се, меѓутоа знаеме колку и што ќе направи, меѓутоа секој се врти за себе. Даниела дојде на власт благодарение на ВМРО, сега си се нафатира што направи со други и видовме дека никој буквално за народот не се потресува, еве ти екологија, гледајте што е се и се што се гушиме, едноставно никој не реагира, ни Европска унија, ни Македонска унија, ни никој. Значи се гушиме буквално у ѓубре и гледајте која реакција од нив дека ја нема. Така да, значи, мора ти нешто да направиш, но ја не можам да сватам и ово како за екологија никој не се потресува, него сите се потресуваат само за бугарите и да... Благодарам ве, поздравувам, повелете, добар ден. Ало, добар ден, Исо. Да, се слушаме, повелете. Јас сум. Вие да, повелете. Па видете вака, мене ми одговара да има секоја година избори. Аха. Значи, еве сега беа локални, другата година да имат парламентарни. А ќе ти кажам и зашто, за разлика од ова, нели бевме социјална, сега сме пензионерска држава, јас мојот глас не го давам за 1000 денари за сок и сендвич. Еве ќе ви кажам и зашто. Да. 1800 евра печка за пелети, 4 тони пелети и патот 100 метри. Значи тоа кошта еден мој глас. И сакам секоја година, значи да има. Не ме интересира кој. Да. Значи не ме интересира кој е. Јасно. Сакам секоја година да има избори, не 4, не 5 за председател, него секоја година да се менјаат и така сигурно ќе биде поубаво и за народот и за сите. Оној што нема да работи за година ден е убаво, нека си оди, ќе дојде другиот. Нели е така? Значи јас би сакал секоја година да има, а за ова еве нели 2 години се овие на власт. Па не знам, плачат по Тито, по Југославија, по овој банкер, по ова, па Љупчо им се смее таму да го поздравам пријателот Љупчо. И сигурно и он има нешто земено како нас, што ни викат северџаните. Имаме земено. Јас имам, не ме интересира кој е. Значи, еве, јас си наредив за зимата, а до година да имат избор, имаме до 300 квадрати изолација, фасада да удрам надвор. И па така, Исо, ако сакаш глас, Исо, Бојрум, направи ми тоа, донеси ми, направи ми, еве ќе ти дадам глас, или од моето мало ќе агитираме до 40-50 глас. Толку убав ден да имаш. Ви благодарам. Голем поздрав за овие пензионерите наши у Македонија. Ете, убаво, поздрави до вас. Ако јас добро ја разбрав вашата символика, таа се однесува токму на испорачувањето, на реформи, на резултати или на работа воопшто. Значи, кому му требаат пелети, кому дрва, кому не знам работа, кому економски просперитет, кому на сите развој, перспектива или барем значи видни резултати, односно видно дека се работи во нешто, не дека се регресира, како ете сметот или така натаму работи, мислам состојби кои се незамисливи и не се случувале порано. А не е при тоа само сметот, состојбата во градскиот превоз, градските автобуси, така натаму, се едно, приватни, државни, јавно предпријатие, не е битно.
се знае каква е и тоа ако во моментот функционира како така, не значи дека утре ќе функционира. И тоа што функционира е навистина, кој знае, прашање на некое чудо можеби. Значи поентата во таа смисла е дека треба да се работи, да се испорачува. Што кажа гледачот, нека има секоја година. Но со други зборови треба да се работи како да ќе има секоја година избори. И во таа смисла токму испорачувањето, реформите треба, како што и кажав, треба да бидат и основа на некој начин за да се појават, не само основа, аргумент за барање на избори. Значи, ако некој од опозицијата бара, мене би ми било логично да каже, ба чекајте, овие не направија ништо за 1,5 година, дајте да одиме на предвремени парламентарни, ние ќе го направиме ова, и да излезат со програма. Обратно, контра власта која е, одиме на предвремени, но затоа што ни треба уште еден мандат да потврдиме, ни треба уште време да го завршиме оно што сме го започнале, а ќе направиме ова. Никаде никогаш не сум слушнал аргумент да е каква и да е придобивка, поволност, корист, работа, перспектива за државата. Па така и сега. Само математики партиски, ако излеземе, па и анкетите впрочем. Сте виделе ли анкета кој кого направил? Туку анкета направена за кого би гласале најмногу, за кој лидер, за кој најмалку, за која партија, ако би биле изборите сега. Сега тие сами си прават. Врз основа на резултатите од локалните избори. Ние би имале толку, ајде предвремени. Ама вие што би правеле туку зошто сте таму, не за да правите математики колку би имале, и ако има некој, не знам, 62, ајде да направиме за да имаме 70. Или кој има помалку 18, сега 20 и нешто. Тоа е она што велам упатува на едно загрижувачко чувство дека всушност се сведува само на тие нивни внатрешни релации, кој како да дојде повисоко, да има повеќе, и идентично е тогаш и со каква и да е друга материјална имотна корист. Да се има повеќе пари, да се има повеќе имот, да се има повеќе гласови, да се има повеќе власт, да се биде повеќе на власт, а никој не се занимава со тоа, дајте да смениме ова затоа што не бива вака. Ете, тоа е во таа смисла и кому најмногу му одговара, при што акцентот е на нас, на граѓаните. Ако тие не мислат веќе и не нудат никаков аргумент за барањето, освен би имале повеќе гласови, дали ние би добиле нешто од тоа или само би загубиле време? И пари секако за нови избори, кои нема ништо да ни донесат со ваков пристап, освен, како што кажав, само власт. А се е само за власт, очигледно. Барем од овие кои се во игра. Повелете, добар ден. Добар ден. Се јавувам многу пати, ама не можам да добивам. Драго ми што добивте, повелете. Сега ме иритира овој што сака да го прашаме 120.000 од кај ги донесе. Па да јас го прашувам од кај ги донесе, од Грчка, од Бугарија, од Србија. И па пола милион луѓе дојдат 10 година од Егеј. А ние, албанците, сме овде на своја земја, господине, треба да знаеш. Дека сме ние и пред турците да дојдат овде, ние сме овде. Не сме дојдени ни од тамо, ни од тамо. Ако некој мисли дека од Косово е дојден, треба да знае дека од Косово Шкупи бил главен град на Косовскиот билет. Ние сме овде во своја земја, не сме дојдени од никаде. И размислите малку како зборувате, како го иритирате народот. Ние сме овде. Кажете ми во владата некој што е дојден од Албанија или од било каде. Затоа ме изнервира. Еве, а сега да користам прилика да им честитам на кандидатите што добија, сите што добија и што ќе добијат со македонската народна песна Лажи, лажи, веруј. Друго не знам што да речам, така ме иритира овој. Стално го повторува тоа. Бранко донесе, Бранко донесе, Бранко донесе. Од кај ги донесе?
Така. Арнаутите се овде пред турците да дојдат и да не беа албанците, турците ќе беа уште тука. Ајде не претерам многу, сум доста... Ви благодарам, да ве поздравувам, повелете и во друга прилика. Мислам дека апсолутно не само абсурдно, туку контрапродуктивно, воопшто мислам да се, ма не само спори, туку да се дискутира околу да се поставува како, не знам, теза, аргумент, повеќе помалку право на некои, особено на домицилно население. Мислам дека само со таков пристап се оди во продлабочување во нови проблеми и секако во проблеми. Имено, поентата не е да се спори кој е, што или да се бара каде кој е најстариот, па што тогаш ако е најстар тој најмногу права или така натаму, зборуваме за демократија, за еднакви права. Напротив, ситуација и ако дојде некој да се покаже и гостопримливост и отвореност и дека е добре дојден и така натаму, а не оние кои се тука дел од тоа ткиво, носителите на државата и на државноста, граѓаните, сите, независно. Во таа смисла ја затоа и би го релативизирал воопшто етничкиот, родовиот, какови да е предзнак во таа смисла. Носители на државноста. А дотолку повеќе дискутираме и не само дека дискутираме, туку услов за ЕУ за внесување на бугарите во Уставот. И при тоа не само нив, и хрвати, црногорци и така натаму. Значи, од една страна тука да, и гостопримливи сме, мислам како држава воопшто и не е проблем, и ќе се внесе и така натаму, при тоа бугарите како автохтон. Значи, учесник уште и во и основањето, и обновувањето, и како и да е народ. Што е и тоа како, проблематично најблаго кажано. Односно, има основа за и тоа каква дискусија. А при тоа, тој што е тука, се едно, значи, затоа велам, дури и да дошол, ако исполнува услови во ред, но како и да е, особено староседелец, е спорно во смисла кој кога порано дошол и дали има права или нема. Така да некако се и контрадикторни работите, велам. Од една страна ќе се отвара устав и уште ќе се дава право на, велам, значи на директно создавачи на државата, а од друга страна се спори со оние кои се реално тука. Затоа што со внесувањето на Уставот автоматски легитимност добиваат сите оние кои не се. Не само овие тука кои се изјаснуваат како бугари или имаат и бугарски пасош. Туку едноставно сите тие права ќе ги добијат и сите кои се изјаснуваат така. Но велам со тој момент на државотворен народ. Повелете, добар ден. Добар ден. Ало. Да, поздрав. Повелете. Добар ден. Се слушаме, повелете, да. Па за вашето прашање, многу кратко има една анекдота со тој султанот што го врзал да го намачкал со мед. Па дошол некој да му ги брка пчелите, а овој му рекол, молим те, остави ги добре со овие, ќе дојдат некој нови пут, тие се гладни, ќе ме дојадат цел. Така и ова вашето прашање на колку му одговара, на некои нови гладни. Или најмногу, ако може да направиме прв, втор, трет. Затоа што апетитите им растат, овие се напунива, а ништо не сменива, така да оние новите што ќе дојдат сега знаат дека има 3000 евра плата и давачки, апетитите им растат и гледаат дека секој ден се поише и поише државата ни е многу јака. И ќе ти кажам, еве, вчера како во Лондон некој бегал од интервју, па само гледам, вчера имаше само Рама и овој црногорецот беа, нашиот ги немаше нигдека, па си играа овие мајтап со нас, Црногорецов и Рама, ги прашуваа под кои услови би дозволиле да мигрантски кампови да се отворат, и за тоа е темата во Лондон.
А овие викаат да не се наоѓа на нашите држави, не се наоѓаат на патот на на овие бегалциве, ама ако ни дадат 10 милиарди да ги направиме пругите и автопатиштата, ќе примеме. Знаеш која асоциација тоа кој, да не кажам, секс ни е вака од страна? Вијате вика, ако ни дадат 10 милиарди, си играат мајтап со нашите 5. Ете колку не гледаат комшиите сериозно и како не сватиле комшиите. Што да се каже понатака, да ти кажам, браво, после ова ваква комшиска пацка. Ако ни дадат 10 милиарди, може да размислиме да примиме ние. Значи, ние многу ефтино сме се продали, они сакаат поскапо. Таа е реалноста. Да жал. Пријатно ви благодарам и вам за јавувањето. Добро, ете сега е средба со кралот Чарлс во Британија, но еве кога е пак Британија во прашање токму, ете и самата ЕУ, да речеме, сега ми падна на ум, се сеќавате до речиси неодамна. Помина доста време, но претходниот евроамбасадор Дейвид Гир, па тој беше британец, а како беше евроамбасадор, кога Британија излезе. И сега ние таму преговараме, се поздравувам Берлински процес и што знам, кралот Чарлс и така натаму. Како? Па многу едноставно, имаше белгиски пасош. Еве го ова визави. Сега што е? Мислам визави македонски државјанин со бугарски пасош. А да немаше, да може да биде. Тоа се тие работи бирократски и не секогаш според заслуги и таму. Не треба се има илузија. И така дојде. Дури тој беше за казнена експедиција, колку што знам таму задолжен имаше други референции. Но клучното го имаше белгиски пасош, инаку не можеше да дојде. Ние го дискутиравме тоа. Вие прашувавте, а како тој излезе Британија, тој ни кажува. Па така што и си излезе како Британија и британски пасош, а си има и белгиски пасош, па и ЕУ. Па дојде на таа позиција бирократска. Кому најмногу му одговара? Или воопшто му одговара, да. Така да поднос на стручноста или испорачувањето и слично. Се тоа многу прашања. Повелете, добар ден. Да, поздрав. Една мала реплика, да, повелете, добро. Нападна. Да. Од Кичево ми се чини човекот. Добро, не знам, не кажа. Да. Почитувам, убаво зборува, ама секој човек некојаш може да греши. Сега вака, тие што добија државјанство, ако биле од тука, како ќе добија државјанство? Значи, биле тука, нема потреба. Имале државјанство. Овие сите со 20.000 што ги донесе Бранче, добија државјанство. Од кај дојдо? Тие знаат од кај дојдо. Ние знаеме од кај дојдо. Но добро, вие не спорите, сакате да кажете со други зборови за автохтоните тука, луѓе кои да се етничка припадност туку. Тие што си се тука автохтони. Зошто тие автохтоните им побара некој да државјанство да ваѓат? Кога се тука, си има државјанство. Гостинот треба барал да дојде, сега бугариве барат, ако се наплив направат, ќе барат државјанство овде каде имат. Тоа е тоа, тука не е нешто спорно, ја не го измислувам ова. Јас знам точно и колку плаќа, 500 евра се плаќаше за да добие државјанство. И тоа го знам. Ти немој да зборува луѓево, него кога ќе се наклониш на нешто што не е точно, а го сакаш да го зграбиш на сила, и не може така. Види реален. Јас ставно го почитувам човекот, убаво зборувам. Ама овде се лизна, некој ги излагал и не знаели, не знам што е работава. Ја не можам да зборувам нешто. Добиле државјанство. Значи не биле државјани, зато добиле. Самиот збор, самата реченица, самиот начин, самата постапка кажува дека се од негде и добиле државјанство. Кој се не е битно. Не се само албанци, има и други може што добиле државјанство. И со да те поздравам многу, фала што ве поздравам. Секако да со таа разлика ете како некој добил државјанство. Ако е според стандардната редовна процедура се здобил со државјанство на која и да е земја и рамноправно ги добива сите права, е сосема значи изедначен со другите. Прашањето е значи нормално според велам процедурите по основа на брак, на природување, на потекло, на не е битно, може некој ете кој има потекло
Прочем, еден од начините за добивање на бугарско државјанство е тој, како на формалност велам, за овие други калкулации не зборувам. Но ако се заобиколени тие работи и се добивани државјанства, кои да се, не зборувам за една етничка, кои да е, ние имавме пасоши издавани на криминалци и така натаму. Значи, тука не е само прашање дали државјанство треба да му се издаде, туку уште дали исполнува услови за државјанство. Туку се издава на човек кој е баран со потерница. Така да во таа смисла е тогаш да се каже како кој издавал, но тоа е директно злоупотребување, кршење, кривични одговорности и така натаму, надвор од законските надлежности секако. Во таа смисла, а кој добил, се изедначува според стандардна процедура и е рамноправен. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете, добре дојдовте. Сега вака исто, че зборувам за времето на Чиро Григоров, кога беше председател на Македонија. Добро кажа тој човек. Значи, најдобра идеја за Македонија, конфедерација со Србија. Србија 10 милиона, Моста 13 и ни 2-15. И нас не ни треба Европа на Македонија. Во спортивно сите млади ќе избегат во Европа и ќе останат стари луѓе во Македонија. Да му биде јасно на гледачите во цела Македонија, значи Чиро Григоров водеше најдобра политика. И ви во една мисија кажавте дека тие мали луѓе од Луцо Ѓорѓиев, кога се почне до Груевски, Бранко Црвенковски и овој што е Србица Речко, как го викаа сега, не ми текнува. Не знам на кого мислите. Да, ве слушам, но добро, произнесете се вие, не е битно, ете името, ќе се сетиме може би. Как го викаа Речко? На кого мислите? Државник, функција? Ајде, не е битно, добро. Ке се сетите сигурно и сега, штом ќе заврши разговорот, така обично и биваат работите. И јас толку работи зборувам и ќе кажам и постојано после емисијата ова пропуштив, она пропуштив, некои, мислам, клучни работи кои би ги поврзале идеите, аргументите кои ги споделуваме. Но добро, затоа сме тука и понатаму и во деновите пред нас, па ќе се слушнеме. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Поздрав, чисто мене. Благодарам. Па треба да ги прашате, сега ги прашате, значи, кому му одговарат на тие што велеа пред изборите, вака ќе биде, така ќе биде. Сега треба да ги прашате кому му одговарат. Оти кога му даваш некого мандат од 4 години, треба да ги стерат тие 4 години. А овој од Филипче викаше, ние сме спремни секогаш. Сега да го прашате дали е спремен, што ќе одговори. А овој па на владата му викаше ќе има, па ќе нема, ќе има, па ќе нема. А сега, после изборите да ги прашате дали ќе имаат или не се спремни, како се спремни, треба тие да одговорат, а ние можеме да што сакаме да кажуваме. Ама кога му се дава мандат на некого, значи, тоа што го кажува, он што лажи, што обеќа, со то ќе, да видиме тие 4 години, дали то ќе се направи дека е сторено. Реалност, дали ќе стане, да, сегашност. Дали то ќе стане во реалност, така, за да кога ќе дојде тоа редовното гласање, да видиме од тоа ќе дали е вистина, реално. А не, сега, значи, многу битно е да ги прашате после избориве како се спремни. Та едниот, та другиот, та третиот за предвремени. Од тие предвремените избори нив му одговара да имат, ама парите што се трошат
кај одат тие и зошто се употребуваат, зошто се прават парламентарни, не знам. И сега и овој вториот круг е со пари истото, а можеше во првиот круг да бидат ако тие со невозачките ливчија беа уверени дека нешто направиле, се заокружија некого. Ама му напишале пораки, ги избришале, ги чкртале таму, затоа што не се задоволни од некого. Така. Затоа треба до крај да се оди, за да тие важачките станат важачки ливчиња. Ви благодарам. Благодарам и јас ве поздравувам. Или ете 22 да имаше уште во општина Гостивар, ке беше избран во првиот круг. 22 избирачи недостасуваа. И сега ете го тој момент токму околу тоа да легалистичко, но се занемарува тој момент околу легитимноста. Како е тука, ете, гледате прецизно, до еден глас. А 21 да имало исто нема да можело. И значи зависи од 22-иот, за да се оствари цензусот 33,33. Да, 23 и погоре може. И сега за еден не може. Но тука дали 52% не излегле, а од оние 48 кога ќе поделите кој колку добил, смешен е процентот кога ќе видите кој колку всушност воопшто гласал. Тоа е па во редија, тоа е законски. Па законски е, но дали е... Мислам, во секој случај е одраз на воопшто колку се интересни, а камоли колку мотивираат некој да излезе. Инаку човек што е мотивиран и што има потреба и што очекува дека нешто ќе добие, а тој стои и во ред, и во редици. Некој за најнов мобилен телефон, некој во редици за леб. Но стои, не излегувам јас. Излегува затоа што сака да добие нешто. Има мотивација некаква, има причина. Така да овие што не излега, а зошто не излегле? Па затоа што треба да бидат мотивирани. Ништо не ги привлекува. Значи не е само дали се, можеби не биле против или слично. Тоа е, велам, повторно на име на самите партии. Нивна карактеристика колкава доверба имаат, односно недоверба. Но ете, тоа не се зема предвиди, законскиите не се менува, ни една изборна единица, ни слично. Затоа што добиваат власт со смешни проценти. Останатите незадоволни мора да ги трпат сите. Затоа што никој не им одговара. Не гледаат никого, инаку би излегле во тој ред. Би застанали во таа редица. Повелете, добар ден. Денисо. Да, поздрав до вас. Па мене би ми одговарало највише предвремени парламентарни избори. Аха. Ама без ДПМН, без СДС, без ДУИ и вреди. И таа партија што ќе дојде на власт, одма потекло на имот на овие партии. Тогаш може да бидеме здрава држава и да процвета државата. Иначе вака никако не цвета. И со многу од гледачите да се донело закон за сите да искачеме на избори, како што е во Грчка и како што е во Белгија и други држави. Сега како е у Грчка? У Грчка, бе, господа, толку ли да не знаете? У Грчка секоја партија што искача на избори, колку има членови и можеш да ги најдеш на телефон. Так. Например, 10.546. Јасно. И сите тие членови можеш да најдеш кај се вработени. А овие овдека намерно ги кријат овие партии, своите членови. Колку се членови и кај се вработени. Па намерно ги кријат. И затоа не ни сакаат. Затоа вака им одговара. Не разбираш? Да. И затоа државата ќе пропаже. Ја колку пати сум кажал дека ВМРО сум сигурен дека има на 130.000 за вработени и тие им се гласаш хотелу. Тие им се гласаш. Исто СДС има негде 100.000. ДУИ и вреди имаат негде 50.000. Тие им се гласаш хотелу. Абе да не се залежуваме. Не стануваме држава без овој потек. Исто задолжително гласање, ама со членови и да ги гледаш на телефон членовите кои се, да ги видиш. Да ви благодарам, ве поздравувам и тоа како интересно е ова член, а каде е вработен, тој и потесното семејство. Во јавни предпријатија, како конфликт на интереси веднаш.
во државни институции, особено силните, со колкава плата. Тој, сопругата и така натаму. Ќе видите се гениалци. Или е, да речеме, не знам, без работа, или е во некоја, не знам, фирма приватна за минималец работи, или е бездомник. Тоа и таква анкета да се направи, не анкетите кога би победила овој, кој би бил или во кого верувате, во кој државник, во која партија и слично. Туку што нудат тие? Кои се членството? Па да видиме една таква пита, како ги нарекуваат тиете во ова Државна изборна комисија. Распоредот. Членови на таа партија да видиме колкав процент од нив се вработени во државни фирми или ете успешни предприемачи се едно. Приватни фирми со, не знам, енормни приходи. Да се чудите од каде. Тоа е она па да се види реално соодносот. Од каде е приврзаноста. Идеолошка или директно друга. Друга интересна сфера. Повелете, добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, повелете. Дали имаме некого, повелете. Добар ден. Добар ден, Исо. Да, поздрав, се слушаме, повелете. Јас би рекол оној човекот, рекол дека е од Кичево од Албанец бил, да не се замеспа, мислам, да не му се љути ни на оној што се јави, ни на Љупчо Радишани, затоа што тие самите си кажат дека одработват за пелети. Тие си се како џубокс. Колку пари ќе клаиш, толку ќе изработат, толку ќе кажа. Кој ти праши за кого гласали, за никој не гласали, ама си цело време 4 години против ВМРО. Значи со нив е начисто, каде. Иначе, ето Љупчо ги спомна мигрантите, дека се согласили. Ние мора да се помириме со тоа дека таму кај што сме дека друг команда нема, тука ние да сакале или да не ќеле. Командата е извршна и од друго место и. Затоа што ако беше СДСМ на власт, ние и кумо и девери ќе клававме тие мигрантите. Се сеќавате дека чорапи му купуваја само затоа што беа многу жаловити и така требало да биде. Иначе вака да кажеме на кој му одговара. Му одговара на ВМРО ДПМН ако има предвремени. Дури победник со победник. Победник со победник му одговара дури и 3 мандати сигурни. Дека нека ќе си владеат со дуели или со било кој од таму. Добро, да обезбеди дополнително време, јасно, за да ги реализира ветувањата, да. Ами така, иначе, откаде произлегва цела ова хистерија за време на изборната кампања и после кампањата, затоа што се надеваја дека ќе има предвремени избори, затоа и ова тема е поставена тука и со некој си инженеринг ВМРО да падне под 40 претендици за да може бугарите да се клават во уставо. Затоа е хистеријата. Иначе овој народ издржа и транзиции, и Бранко, и Љупчо, и сите ги издржа и никому ништо. Разбираш, сега најнаш таква голема хистерија што не може да се поднеси. Иначе може, победни се победник. Така сакате. Бугарите ако ги стави Мицковски во... А веќе истече времето. Благодарам ве, поздравувам. Повелете дали имаме време. Добар ден. Тукаде некаде сме кога... Ајте веќе, да, како што кога денот, како велат, со ноќта се бори за превласт, заминува денот, ноќта доаѓа, така и ние бевме на граница, очигледно еве веќе нема повеќе време, но добро, на граница сме исто практично и со утрешниот настан, денот на македонската револуционерна борба, утрениот државен празник, се празнува по повод основањето на македонската револуционерна организација во Солун, МРО, па потоа излегува ТМРО, ВМРО и така натаму, како и да е. Но во секој случај, значи, ден на македонската револуционерна борба, од каде е, впрочем и произлегува у нас зашто денеска треба да се трудиме да го сочуваме сите, без разлика кои сме, како народ, нација. Имајте пријатно попладне и секое добро до нашата следна средба. Довидување.